Почитувани, Стево Пендаровски дојде на власт на бранот "Нема правда, нема мир". Го промовираше специјалното јавно обвинителство како институција која ќе ја донесе правдата и излажа. Ниту правда, ниту мир имаше со Пендаровски 5 години. Ниту пак СЈО значеше правда. Напротив, неправда и криминал. Откако излажа се што може да се излаже, на крај Стево Пендаровски си го покажа вистинското лице, а тоа е дека нема правда, нема мир, беше манипулација за да дојде СДС на власт, а СЈО алатка за прогон. Да го погледнеме видеото како Пендаровски ја лажеше јавноста. СЈО веднаш по 11 декември ќе добие продолжен мандат. Колку години му треба да работи, толку да работи за до последниот криминалец да одговара. Ај сега да се вратиме. Кога е направено СЈО? 2015-та? Да. 2015. 8 години до сега. Да. Колку одсудивте вие по тој 353 као СЈО? Па пред 3 години ги префрлија на редовните обвинителства. А што одсудивте до сега? Малку ви беа 8 години. Кого прашувате вие? Не, прашувам ја, овие што се критичариве. Дали сакате 28 години да ви рокот за Јас сум застареност? критичар на поведението, председател. Не, ма дали треба 20 години за стареност? Ајде видиме. А вие скратувајќи ги што сега нема доволно време да годините? ги осудат. Еве да ви кажам на сосема... Не, вие скратувајќи годините, сега вие ниф им олеснувате на вистина како се вели да застарат предметите. 8 години ако не можеле да отсудат, нема уште за 28. На крај, Пендаровски не само што призна дека се што ветувал било лага, туку и ги потпише измените во кривичниот законник за застарување на голем број кривични дела, аболирајќи луѓе од власта, но и сите оние кои сега додека е СДС на власт испумпаа милиони. Пендаровски ја урниса правдата и кумува на криминалот. Со право, народот вели дека немаме држава. Време е да ја вратиме. Ви благодарам.